Може ли средбите на македонски и грчки владини представници да го надминат нивото на куртуазни дипломатски фотосесии? Грција и натаму исклучува можност за напредок кон ЕУ и НАТО со привремената референца. Има ли простор за споредна врата и некакви креативни решенија? Добро вечер во уште едно специјално издание на топ тема на ваша страна. Вечерва паралелно од Скопје и Атина, каде ја следиме првата посета на шефот на македонската дипломатија Никола Димитров на неговиот грчки колега. За тоа, каде во триаголникот Брисел, Атина, Софија, вклучително тука и Скопје, и тоа веќе не е триаголник, ќе се пресече Гордиевиот јазол на блокади, дебата и во студиото со моите гости. Останете со нас, почнуваме веднаш. Добро вечер, јас сум Боби Христов. Добре дојдовте во топ тема на ваша страна. По Брисел, Атина денеска е втората од трите европски метрополи најавени како дел од надворечно-политичките приоритетни активности на новата влада. Добре дојдовте во 2008 и 2009 или можен импулс за некакво поместување на застојот во евроатлантските интеграции. Тоа е дилемата што се наметна во понеделникот во Брисел, а се надополнува и по денешната посета на министерот за надворешни работи Никола Димитров на Атина. Кои беа пораките и сето тоа е не без причина, со оглед на тоа кои беа пораките кои што ги слушнавме од една страна од Димитров, а од друга од неговиот грчки колега, министерот за надворешни работи Никос Коцијас. Да ги слушнеме. Што се однесува до поранешната Југословенска република Македонија, сакаме да стане и таа членка на НАТО и Европската унија. Ова може да се оствари со изнаоѓање компромис за прашањето за името во Обединетите нации, да се потпише нов договор, потоа да се отиде во Брисел и тој нов договор да се објави. Мојата главна порака денеска е, јас сум овде тука да барам поддршка. И помалку ми е важно кој ќе биде победник, кој ќе биде повешт во аргументите. Пораката ми е, ја барам поддршката на грчката влада и на грчката јавност. Нас ни треба во овој момент еден поттик да исправено зачекуриме по патот по кој што сакаме да одиме. Бевме практично неподвижни неколку години. Причината што доведе до кризата е што претходната влада воопшто не практикуваше постигнување компромис и прашањето околу името од географски проблем го претвори во идентитетски проблем. Ние излеговме од тешки години и сме цврсто решени, дури и независно од тоа дали ќе ни се отвори вратата кон европската иднина или не, да работиме на цврсти институции и на владење на правото што ќе биде над волјата на политичарите, а не обратно. Димитров денеска се сретна и со Јоргос Комуцакос од Нова демократија, кој што важи за министер во сенка за надворешни работи на Република Грција. Неговата изјава ќе ја слушнеме подоцна. Во Атина треба да го имаме нашиот главен и одговорен уредник Атанас Кировски. Атанас, доколку си на линија, добро вечер. Ги слушнавме пораките на денешната пресконференција. Веројатно не се ни очекуваше дека ова денеска ќе биде средба која ќе донесе некаков радикален пресврт. Позициите остануваат исти и на двете страни, барем засека. Кои се твоите впечатоци? Моите впечатоци, Боби, се дека од сношти, кога е тука министерот за надворешни работи Никола Димитров, влада е безмалку срдечна атмосфера во Грција околу неговото доаѓање. Тоа е нешто на што не сме баш навикнати, кога станува збор за грчко-македонските релации. Меѓутоа, срдечноста, убавите зборови, добрите желби, изјавите дека Грција сака да види просперитетна европска Македонија, стабилна Македонија, дека тоа е и нејзин интерес, придонесуваат навистина за една топла атмосфера во комуникациите, но сето тоа останува до атмосферата
Грција и власта и опозицијата најавуваа дека немаат намера да сменат политиката на вето, која што ја почна во 2008 во Букурешт, и дека немаат намера да одстапат од условот или, ако сакате, уцената која што е официјална надворешна политика на Грција, прво промена на името, па потоа членство на Македонија во НАТО и во Европската Унија. Имав можности да му поставам прашање на господинот Кодзијас денеска на пресконференцијата и му реков дека употребата на вето е еден навистина непријателски чин и дека повеќе од тоа е само објава на војна, меѓутоа тој обстана на неговото и рече дека не би требало во Македонија ветото да се третира како непријателски чин, туку дека е тоа нешто што Грција мора да го направи за да ги заштити сопствените национални интереси, меѓутоа и тука во Грција ми е јасно дека дел од внатрешната политичка криза што се случи во Македонија, што ја загрозуваше и безбедноста на целиот регион, една од причините е токму ветото во Букурешт, доколку тогаш станавме членка на НАТО и продолжевме по патот на евроатлантските интеграции, сигурно дека немаше да ни се случуваат оние грди работи што не се случуваат. Атанас, она што остана впечатливо во тој одговор на шефот на грчката дипломатија Кодзијас беше дека всушност тоа не е непријателски чин и дека всушност кризата која што се случи во Македонија не е поради фактот, поради грчката блокада и поради грчкото вето, туку поради немањето според него на култура на компромис која од меѓународна сцена се пренесе на внатрешен план и дојде до политичката криза, а потоа повторно и на меѓународна сцена. Па сега, се разбира дека господинот Кодзијас мораше да даде некаква интерпретација. Јас не знам тие како замислуваат, ако воопшто така некој замислува дека после ветото веднаш има некаква политичка криза. Политичката криза се таложи е резултат на немањето перспектива и тапкањето на земјата во место со години, која што раѓа и фрустрација кај населението, бидејќи евидентно не се оди напред во евроатлантските процеси. Тоа го покажуваа и анкетите кога започна да паѓа поддршката на НАТО и на Европската Унија, бидејќи македонскиот народ со право сметаше дека се води една непринципиелна политика на заштита на хероите на Грција. И на крајот на краиштата јас сакам позитивно да гледам на изјавите на господинот Кодзијас, но тој во последниот период денеска одбегна тоа да го направи, имаше доблест и почитување кон македонската делегација и македонските новинари, не зборуваше за тоа дека Македонија е земја која што Грција посакува, но има лош кум, бидејќи тоа лош кум е навистина една многу грда изјава на господинот Кодзијас, која што му стана пракса во изминатиот период. Тоа што подразбира? Тоа подразбира дека сме ние една ново креирана нација која што во моментот на креацијата добила некој лош кум. Навистина одбивањето да и се призне на една нација правото на самоопределување и на самоименување и директните уцени од Грција да се правдаат со тоа дека Македонија нема волја за компромис, ево најмала рака лицемерно. Па јас не знам каде го гледаме тука компромисот на Грција. Но велам, тоа беше една адхок изјава на господинот Кодзијас на моето прашање, веројатно не очекуваше такво прашање. Атанас, очигледен е во одредени сфери од одредени западни центри притисокот за брзо изнаоѓање на решение, особено за брз прием во НАТО. Меѓутоа, од друга страна, политичката криза, политичката состојба и во двете земји не е наклонета кон тоа. Грција е речиси на рап на избори кои може да се случат во следнава година или две. Водството на актуелната челна партија во владата опаѓа, Нова демократија повторно зема залет со новиот лидер, што сето тоа ќе значи во иднина во овие обиди за создавање на една поинаква клима. Тешко е да се предвиди како ќе
ќе се одвиваат работите на внатрешен план во Грција. Според сите индици се чини дека Сириза нема да може повторно да освои власта на следните избори и дека повторно на власт ќе дојде Нова демократија, политичката партија која ја започна политиката на вето. Ние очекувавме од левицата, од Сириза малце по-open-minded, по-отворени очи да има кон сето ова и Ципрас да изрази поголема волја за компромис и можеби тоа ќе го направеше доколку имаше мнозинство во парламентот, меѓутоа и Ципрас е заложник на една коалиција со ултрадесничарска партија, а тоа се независните грци на Каменос. Ако владата на Ципрас зависи од Панос Каменос, тогаш навистина е многу тешко да зборуваме за некаков компромис, кој што Грција би го направила, а кој што, само да подсетам, е должна да го направи според подпишаните документи во Обединетите нации, бидејќи според времената спогодба Грција нема право да го блокира членството на Македонија во меѓународни организации под привремената референца поранешна Југословенска република Македонија. Имаше денеска состанок господинот Димитров со Кумуцакос, кој што е во моментов во Нова демократија човекот кој што ја води надворешната политика. Утре Сабајлек има средба и со Дора Бакојани, која што иако сега ја води некаков сектор за економија и така натаму, е поранешната шефица на грчката дипломатија и таа е исклучително влијателна во Нова демократија, особено ако се семе во предвид дека лидерот на партијата е нејзин брат, лидерот на Нова демократија. Ќе видиме како ќе идат тие разговори со Нова демократија. Првичната слика што ја добиваме во Атина е дека тие се бетонни, дека не размислуваат за некаква отстапка која што би донела до некакв брз развој на брза деблокада на евроатлантските интеграции на Македонија или некаков подстрек, бидејќи да подсетиме дека Грција има право да го искористи ветото кога сака. Можно е Македонија да влезе во НАТО, да ги отвори преговорите со Европската унија и после секое поглавје ако сака да стави вето. Меѓутоа грците сметаат дека и овака и онака битката за името им е на некој начин загубена, дека под какво име и да се прими Македонија во НАТО и во Обединетите нации и овака и онака сите ќе не викаат Македонија и се обидуваат сега под некаков притисок и во цајтнот да изнадат некој решение со кое што не би го загубиле образот, инаку зад сцената оф рекорд кога зборуваме со грчките политичари, тие велат ова прашање за нас е загубено и овака и онака сите ќе ве нарекуваат Македонија. Атанас, интензивна беше агендава на министерот денеска. Имаше ли ти можност да поразговара со дел од грчките колеги политичари со кои што имаш контакти? Какво е генерално расположението во грчката јавност, бидејќи и Димитров со синокешниот настап на Sky, дел од тоа интервју ќе пренесеме при крајот на емисијата, се обиден из таа така наречена јавна дипломатија да влијае и самиот, како што кажа, на расположението во грчката јавност, да се добие една поширока поддршка, да се објаснат македонските аргументи зошто се бара таа формула отварање на вратите, а во текот на процесите во НАТО и ЕУ затварање на прашањето со името. Од она што во неформалните разговори или разговори според Chatham House Rules, кои што не се цитирање, можев да го добијам како слика од грчката политичка сцена тука во Атина. Има впечаток дека тие јавно велат дека се срекни за промената на климата во Македонија, за промената на владата, меѓутоа де факто тие се исплашени од развојот на ситуацијата, бидејќи се додека има една влада која што може да ја обвинува дека шири идентистичка пропаганда и дека сака да ја украде и загрози грчката историја, тие има аргументи пред меѓународните организации и на некој начин беа мирни. Сега со промената на власта и со промената на размислувањето и во самото НАТО и во самата Европска унија, грците се свесни дека ќе бидат најдени, дека ќе бидат под еден сериозен притисок од страна на нивните и нашите партнери, и тоа на некој начин ги плаши, бидејќи се секира дека е можно под дејство на некој таков притисок Македонија
со привремената референца да влезе во НАТО, да ги отпочне преговорите со Европската Унија и веќе да се заборави на било каков компромис со Грција. Ова е, така да кажам, последниот леверидж што го има Грција, ветото пред влезот во НАТО и пред почнувањето на преговорите во Европската Унија, доколку бидат доведени во ситуација да ги изгубат тие дути, потоа смета дека ќе стане безмалку безпредметно. Сега останува да видиме каков притисок ќе биде извршен врз Грција. Тие уште за време на кризата во Македонија, кога ние дискутиравме, кога бевме исплашени што ќе се случува со Македонија, она што тие го веле, сега по разврската на вашата криза нас не чекаат проблеми, дека ќе имаме силен притисок, и она што можеше да се види и што е секогаш карактеристика на грчката политичка сцена е едно унисоно действување и на власта и на опозицијата, независно дали станува збор за Неа демократија и ПАСОК или како во ситуацијава СИРИЗА да е на власта, Нова демократија да е опозиција. Јас и директно го прашав Кумуцакос доколку се случи некаков компромис, дали ќе заиграте на националистичка карта или ќе се обидете на тој начин да ја соборите владата на СИРИЗА. Не, тие би се обиделе да ја соборат владата на СИРИЗА и да дојдат на власт, но не по цена на загрозување на националните интереси. Да подсетам дека Грција, сите политички партии на Грција, шефови на политички партии имаат постигнато консензус кај претседателот на државата, од кој што не отстапуваат, независно кој како е на власт, додека во Македонија нашите позиции секогаш биле многу послаби од тој аспект, заради тоа што кај нас отсуствуваше еден консензус меѓу политичките партии и секогаш политичките партии во Македонија националните прашања ги користеле за напади едни врз други, за прогласување предавници, издајници и така натаму, наместо да се заземе еден цврст став со кој што ќе излеземе и пред Грција и пред меѓународната јавност и на некој начин ќе им парираме на грците во таа битка. Тоа е големата предност на грците, што навистина се бетон. Токму во тој контекст, нас предлагам да ја слушнеме заедно изјавата на Кумуцакос дадена по средбата со Никола Димитров, вклучително со прашањата кои што ги постави екипата на Телма, и да ја заокружиме на тој начин оваа анализа. Ве молам изјавата на Кумуцакос, па се враќаме повторно во Атина. Сакам да кажам дека е позитивно што од новата влада во Македонија добиваме една нова порека на умереност, различна од онаја што ја добивавме до сега. Тоа е добро и е добро за атмосферата во билатералните односи, но тоа што се однесува до атмосферата, суштината е нешто сосема друго. Како ќе се развиваат натаму суштинските прашања, ќе видиме во наредниот период. Веруваме дека е потребно да се најде заедничко прифатливо решение за името. Ние, како што знаете, веруваме во едно заедничко прифатливо решение по прашањето за името. Веруваме дека изнаоѓањето на решение може да се случи за многу брзо време, доколку навистина постои реална политичка волја. Токму затоа што сме поборци на политиката за взаемен компромис, сметаме дека политиката од Букуреш, како што тогаш беше искажана консензуално во НАТО, да остане во сила. Атанас, тоа беше и изјавата на Кумуцакос и очигледно, како што кажа и ти пред малку, тоа е еден едногласен став. И сега, ако сме принудени, а секогаш кога е во прашање грчката дипломатија, спорот со името, сме принудени да бараме некакви ситници, останува она забележително, не знам дали е која твојата оценка, некакво ретерирање, бидејќи од безбедносно прашање, Коцијас денеска рече, говорејќи во контекст на политиката на претходната влада, рече дека таа проблемот од географски го издигнала во идентитетски. И сега вредят ли овие ситници да ги земеме како некаков показател за некаква анализа која што може да ни отвори некои нови видици во однос на целиот проблем? Па мислам дека тоа беа многу суштински работи и со Кумуцакос што разговарав, тој е убеден дека се е веќе на маса и дека безмалку се е договорено и дека останува само да се изоди последниот пат, односно политичката волја. Според она што може да се насети во Атина, велам, тие се на некој начин подготвени на пораз околу македонското прашање и бараат некаков начин само за да не бидат до крај прегазени.
Тоа би значило дека ние би нашле некакво име со географска одредница која што би ја заменила привремената референца ФИРОМ, а дека за возврат грците не би ги отварали идентитетските прашања, што би значило дека останува македонскиот народ и македонскиот јазик негибнати, нешто што на крајот на краиштата нас ни е најважно. Ние сме биле и ќе бидеме македонци, не може да бидеме нити горно, нити северно македонци. Околу тоа, мислам дека и во Атина се свесни дека не може да се водат преговори, и ако навистина има една таква реалистична политичка атмосфера во Грција, тогаш оваа прилика би требало и да се вклучи во овој процес, се разбира и македонската опозиција, во моментов ВМРО ДПМН, да видиме дека ако е навистина тоа најмногу што можеме да го добиеме во моментов, а тоа е замена на ФИРОМ со некаква географска одредница пред Македонија, а целосно зачувување на идентитетот, можеби е тоа нешто што треба да го прифатиме и забрзано да не стави Европската унија и НАТО на fast track и да го затвориме веќе ова прашање што ни тежи како камен околу вратот. Се разбира, остануваат некои отворени прашања и со Бугарија, но за една недела премиерот Заев и министерот Димитров ќе отидат на разговори во Софија, каде што и таму ќе започне едно затоплување на односите, едно одглавување на проблемите со суседите. Атанас Кировски во живо од Атина. Атанас, ти благодарам за оваа брза анализа на првичните впечатоци по денешните средби и разговори код Зијас Димитров во Атина. А во студиото вечерва со мене на дебата за сите дилеми начнати и во разговорот и директното јавување во Атина се поранешниот амбасадор Љупчо Арсовски. Добро вечер и добре дојдовте. И колешката Светлана Јовановска, дописник на Nova.tv.mk порталот од Брисел. Ова морам да го нагласам, бидејќи постојано ги грешиме. Амбасадоре, би почнал со вас, со оглед на сето искуство, првиот македонски амбасадор во Грција. Остануваат и двете страни на своите позиции, ги слушнавме јасно изјавите на двајцата министри. Очекуван исход? Да ви кажам дека јас сум пријатно изненаден прво од една атмосфера, од еден гап од 10 години со истечок на доаѓањето на актуелниот министер грчки во Македонија, кога ја изјави дека нема повеќе иредентизам, а сега кажува дека има иредентизам, затоа што го демантираше веднаш неговиот председател кога се врати дека има иредентизам. Но да ги оставиме тие нивни игри околу овие прашања кои чинам дека ги поставуваат колку да се, што велат, да се згусти чорбата повеќе и после ќе се тргнат, ќе се направат, тоа е дел од стратегија, дел од тактики. Да се вратам на атмосферата, дека за мене е една пријатна ситуација дека на нашиот министер му беше дадена извонредна медиумско представување, што е реткост до сега. Имало, меѓутоа биле тоа така да речем, понежни, по-скриени и така натаму. Он имаше не само предходно во неговите први изјави кои ги пласираа веднаш и во грчката јавност после неговото именување за министер, меѓутоа имаше и за Financial Times и за други странски медиуми, меѓутоа неговото појавување, изјава за Товима, разговорот со многу угледниот новинари, мој пријател Папахелас, го гледав 2 пати денеска и ми остави многу убав впечаток. Ке емитуваме дел од тој разговор при крајот на оваа емисија. Не само кај грчките медиуми, впечаток е дека деновиве вие споменавте дел од интервјуто за Financial Times, меѓутоа тука се на интервјуа написи на Политико, на дел од регионалните медиуми кои што се повикуваат пред се на извори од Брисел, впечаток на некаков нов ентузијазам.
На што се должи тоа? Дали е само еден краткорочен ефект на доаѓањето на новата влада или пак нешто заднински сепак има како цел или стратегија? Мислам дека после оној, да речам, прв позитивен чекор, удар од Брисел, кога беше, да речам, поканет премиерот, министерот за надворешни работи, министерот за одбрана, да дојдат веднаш во Брисел, значи понеделникот, ова е последователен удар, позитивен чекор, дека еве се прифаќа и една ваква посета, и тоа значи дека се ова контролирани чекори, контролирани активности, со секоја што една задршка дека дури и министерот за надворешни работи веднаш одговори после изјавата на нашиот премиер во Козани дека нема повлекување од црвените линии, што веројатно тоа ќе го каже и Бакојаник, таа е автор на таа реченица позната уште од времето на министерот Милошовски. Меѓутоа рече, нема да разговараме за таа работа, туку ќе разговараме за градењето на мерки на доверба, кои трајаат веќе 25 години со некои паузи. Тие се малку или повеќе исти, меѓутоа секогаш треба да прашаме една работа што ја спомна и Кировски, ја спомна во еден дел, а тоа беше времената согласност. Времената согласност во членот 5, последниот став, го спомнавте и вие. Никој не го спомнува, не знам зошто не се спомнува. За мене, веројатно подоцна ќе стане збор, е известна стапица враќањето на целата ситуација во Обединетите нации да се направи нов договор. Да, тоа е да има тие два елементи, тој нов договор и ова од географска во идентитетска напуштање на безбедносните ризици. Светлана, кој е вашиот впечаток, бидејќи навистина постои некаква пресија и во медиумите, некаков пресврт на фокусот, интересот кон Македонија, она што се случуваше во Брисел во понеделникот предизвика многу реакции во делот европските медиуми, во медиумите во регионот. Еве гледаме денеска и големи интереси во Атина. На што се должи тоа? Да повторно истото прашање, дали е тоа ад-хок ефект или сепак? Јас мислам дека Европската Унија одамна чекаше да дојде до промена на власта. Беше јасно со претходната власт на ВМРО дека тие не сакаат да почнат преговори со Европската Унија. Тие декларативно велеа дека сакаат, меѓутоа правеа се тоа да не се направи. Знаеме дека имаше застој во реформите, знаеме дека имаше застој во размената со Брисел. Престанаа веќе 2 или 3 години, ако не и повеќе, немаше никакви состаноци на македонски делегации со европски делегации. Тука немаше посети или многу малку. Или за гасење пожари. Или за не зборувам за тоа, зборувам за нормални односи. Така што тие одвај чекаа да се смени власт. Тоа е од една страна заради Македонија, за да може да оди напред, од друга страна затоа што на Европската Унија и треба да каже дека процесот на проширување продолжува. Србија е заглавена малку со Косово, тука е Црна Гора, меѓутоа Црна Гора добро е тоа што напредува Црна Гора и така натаму, меѓутоа треба уште нешто, затоа они беа некако нетрпеливи да покажат дека процесот е тука и покрај изјавата на Јункер, која што знаеме дека тој рече дека нема да има проширување во текот на неговиот мандат, што според мене не значи не е ништо страшно, бидејќи знаеме дека влез на балканска земја додека тој е председател нема да има. И од друга страна, важно е за Европската Унија, е важно и за целиот регион, бидејќи знаеме дека во последните месеци, па наречам и 2-3 години, имаше се повеќе врева околу тоа дека на Балканот има се поизразен национализам, дека има вербални конфликти, дека може да дојде до почна да загрижува стабилноста на регионот. И од тука
Новата влада на Македонија, која што можеме да видиме досега, е ослободена од национализам. Од тој национализам кој што ја загрижуваше Европската Унија. Според мене, од таму доаѓа тој бран на поддршка и на ентузијазам. Понатаму треба да видиме како оваа влада ќе реформира, бидејќи Европската Унија, нели, она нема да се задржи на ентузијазмот, ќе очекува да види и конкретни реформски чекови. Каде е Брисел во сета оваа приказна, бидејќи го имаме тој триаголник на првата надворешно политичка рута на новата влада, тоа беше Брисел во понеделникот, Атина денеска и на 20 и 21 Софија, дури и со најава дека доколку во петок се успее да се испеглаат и последните разлики околу договорот за добрососедство, значи тој би можел да биде подпишан дури и на оваа среда. Каде е улогата на Брисел во тој поглед, ако ја имаме она мала нијанса во изјавите која што ја имаше во понеделникот на еврокомесарот Хан, една цврста, би рекол, опомена кон земјите членки, а тука веројатно не е тешко да се предпостави дека се мислеше на Грција и Бугарија пред се, дека треба да ја научат, или досега требаше да ја научат лекцијата и грешките што Брисел ги направи кон Македонија. И ретерирање за само 2,5 часа, кога ние, што ја следевме таа пресконференција, очекувавме дека ќе добиеме дополнение на таквата најава и до објаснување, добивме ретерирање. Сега, вие имате поголемо искуство, дали е тоа дипломатска игра и тактика или... Бидејќи она ќе зборува за Брисел, па само да ја освежам оваа ситуација со денешното гласање во Европскиот парламент, каде што у извештајот е поминат на Вајгелина со убедливо, да речам, множество, има 114, 114 има негативни, 40 воздржани, али рестото од 530-40 тамо гласале за. Сакам да кажам дека е импулс во целата оваа недела убава, како што почна од Брисел во Атина. Добро, ние малку ги занемаруваме тие резолуции на Европскиот парламент, бидејќи се пофилуваат дури во години кога комисијата ја замрзнува препораката. Ама тоа е патот и сега ќе си оди понатаму извештајот и има влијание. Прашањето, јас не се согласувам сосема дека имало големо ретарирање на Хан. Имав и некои дебати на таа тема деновиве. Тој рече дека сега земјите членки се надева дека ја научиле лекцијата и дека сега треба да испорачаат, и потоа рече, ако не се лажам, после 2,5 часа, точно како му беше изјавата, не се сеќавам, дека треба компромис. Да, и дека ние ќе направиме се во изнаоѓањето на решенија, барем да се почне со преговори, што беше исто така една вешто врзан став. Според мене, тој сакаше да каже и во двете изјави, сакаше да пак доаѓаме до толкување на тоа што сакал да каже Хан. Бидејќи никогаш не кажува точно што Тој сакаше да каже дека на Македонија стварно сега треба да и се даде шанса и дека овие 2-3 години земјите членки беа соочени со со политичката криза, со национализам на целиот Балкан и така натаму. Не знам како да кажам точно. Значи, ние треба да ја вратиме назад препораката. Препораката ни е замрзната. И тоа е тоа што прво може да се очекува. Ние не можеме да очекуваме да почнеме преговори веднаш. Исто како што не можеме да очекуваме да влеземе во НАТО, макар и со привременото име, веднаш. Значи, Македонија треба и Македонија треба да испорача. Прво, да ја вратиме препораката. За сите детали, дали е ова добре дојде во 2008 на планот на НАТО и добре дојде во 2009 со испораката на првата препорака на планот на ЕУ и како да се излезе од тој лабиринт, по кратката пауза за реклами.
Добре дојдовте назад. Поранешниот амбасадор Љупчо Арсовски и колешката Светлана Јовановска се мои вечерашни гости во топ тема на ваша страна. Амбасадоре, во првиот дел ги слушнавме и власта и опозицијата во Атина наспроти нашите изјави и сега веќе ја имаме онаа ситуација кога од македонска страна повторно се враќа онаа условно двојна формула, двоен колосек, отворени врати, па преговори во текот на членството и така натаму, што е во согласност и со членот 5 од времената спогодба. Меѓутоа се чини со оглед на изјавите кои што ги слушнавме, политичката клима во Грција, неизвестноста околу изборите, кога ќе се случат, како ќе се случат, дали за година дена, кај нив тоа може и преку ден речиси да биде. Што може да се очекува од тој аспект? Па, бидејќи ја спомнавте 2008, тој баш годината... Дали ова добре дојде во 2008, односно се враќаме на старото, кога е во прашање НАТО. Она 2009 се однесува на ЕО. Мислам дека мора да се вратиме 2008, односно ќе си се вратат сите тие што учествувале во креирањето на една таква формула во која немаше грчко вето, меѓутоа сите земји се сложија за една формулација која беше негде 23-та, 33-та, 34-та во тие заклучоци во Брисел. Што значи дека сме негде на дното, дека земјата штом ќе биде изнајдено решение, ќе биде примена со првиот состанок на амбасадорите, што е морков и стап. Значи, вие сте тука, ќе ве примиме, меѓутоа ова да се реши. Сега, бидејќи тргна повторно една нова лавина од Брисел, позитивна би рекол, меѓутоа таа си носи и како лавина и своји замки. Идејата е да станеме членка на НАТО, но сега како? Го имаме заклучокот. Значи мора да помине барем еден самит на кој би требало едно од решенијата дека видите 10 години еден исти заклучок стои, а не се помрднати земјите. Нимиц со позната негова формула. Ќе дојдам малце во Скопје, па малце во Атина. Овде има избори, таму има избори. Таму има промени, таму има... Тука има едно интересно делче од изјавата на генералниот секретар на НАТО, кој вели добро, па на крајот на краиштата ние не рековме што е взаемно прифатливо решение. Сега таквата изјава би можела хипотетички да значи двете страни да се договорат под привремената референца, но тоа се чини невозможно. Ние денеска од КОЦИАС слушнавме една друга кованица, ајде да ја наречем, да отидеме пред Обединетите нации во Њујорк, да направиме нов договор и тој договор да го вратиме назад во Брисел. Како го читате тоа? Па јас го читам како еден нивни предлог за решение во кој секако препознавам и замки. Замката е да во ред ќе биде тоа што ќе биде, значи ќе се повлече заклучокот и ние ќе ја примениме. Нема да направиме ни вето, ни пречка за прием во НАТО, согласно интерим акордот, ама ќе има анекс на интерим акордот, кај што ќе каже да речеме во рок од 2 години да мора да се реши ако не ќе испаднете или нешто ќе ви направат. Значи, повторно, они си сакаат честно излегување од лавиринтот во кој сами влегоа заради домашни и овакви. Второ, има уште една работа. Грчкиот парламент на 2-3 дена пред да биде самитот на НАТО заседаваше, на кој тогашниот премиер Караманлис имаше подолго обраќање, при што тој доби задача со 300 гласа за. Значи тука гласа и левата коалиција и сите други партии со 300. Колку што брои грчкиот парламент да стави вето. Значи, пазите, сега Грција се соочува и со одлука на еден парламент и таму треба да направи нешто во својата земја, а треба да ја примени едноставно времената согласност. Можеби ќе речат едноставно нас не обврзува. За грчката политичка сцена тоа е бедем. И сега како да се пробие тој бедем со овој
нов пристап што го промовира Димитров. Ние ќе бидеме добри соседи, ќе подаваме рака, ќе правиме реформи во Брисел и на тој начин ќе ги избиваме сите аргументи за ваша блокада. Па, може би едно од пробивањето на БДМ е ова идеја на, не знам дали е тоа усогласена со некого во Брисел, на министерот Коцијас за враќање во Њујорк и правење на нов договор. Може би ја прочитале пред 3 години една моја изјава во еден интервју или некој беше мој напис во кој кажав дека Нимиц треба да го извести Советот за безбедност дека нема решение веќе земјата. Двете страни се толку закопани, тој само патува од едната во другата земја и имаме избори на едната страна, избори на другата страна. Меѓутоа, сме разговарале ние во дипломатијата, да речеме со мои колеги и во Букурешт, дека може би еден договор, ама не во смисла на овој договор сега, него како анекс, збогатување практично, да воопшто не прават проблеми, да се најде некое заедничко прифатливо решение во кое нема да има промена на уставното име. Нема да има промена на уставното име. Може да ви се обраќаат. И Грција има 3-4 имиња, Финска, другите земји имаат секогаш скратеници. Во ЮН се со скратениците. Тие не се со full name, со полно име. Така значи, јас не навлегувам во решенија, ама велам, може да има решенија, али важна е климата. Климата почна сега да се создава. Ако нешто да додадам баш за таа клима. Че ние не смееме да заборавиме дека 2008 година, кога дојде до тој заклучок во Букурешт, ние имавме од наша страна провокации. Ако се сеќавате, вие спомнавте во една дебата, амбасадоре, дека бившиот премиер Груевски за картата на голема Македонија и така натаму се спремаше, ако не се лажам, бојнот на конј, се спремаше преименување на аеродромот, тоа дојде веднаш потоа, ми се чини. Веќе беше направено. Или веќе беше направено и автопатот. И автопатот, да. И дојде до тој заклучок. Сега јас нема да навлегувам во анализи кој што рекол и како рекол. И во текот на времето, на тој заклучок се додадува самитот од 2016 во Варшава на НАТО, се додадува, има цел пасус, број 114 или така нешто, кај што се зборува за демократијата во Македонија, дека ние имаме проблем со владење на право, со медиуми, со демократија и така натаму. Значи сега, за ентузијазмот за кој што зборував пред рекламите, ние треба тој дел да го извадиме од сите заклучоци, да вратиме препораката во Европска Унија и во НАТО, да испадне тој дел каде што од нас бараат демократија. Ние треба да докажеме дека сме демократска држава. И сега во преговори секогаш се оди, според теоријата колку што јас ја знам, се оди со две, како да кажам, екстремни позиции. Со максимални за да можете да дојдете до нешто. Своето, да. И сега на ова патување јас барем не очекував дека грците ќе кажат па сега добро, окей сме, сега може. Јас очекував они да ги повторат црвените линии. Сега таа клима за која што вие зборувате, за која што зборуваше и премиерот и министерот за надворешни работи, тоа е тоа кое што патот по кој што треба да одиме за да стасаме. Само за климата, да ви кажам дека денеска читајќи по грчките портали и вестници, најдов на една фантастична изјава на еден грчки новинар, поранешен дописник на Катембрени во Германија, кој на еден многу, до сега го немало, на еден позитивен начин ја прима изјавата и сите статии и разговорот со Папахелас и Димитров и вели, луѓе, сега треба да помогнеме. Достате веќе со тоа закупување, мора нешто да се направи. Сакавме нов систем, еве го новиот систем. Покажуваат позитивни чекори. Дојде министрот, дајте да дадеме, да не ја спречуваме земјата повеќе. Што немало никогаш така работи. Еве една интересна изјава на Аристотелис Циампирис, професор по меѓународно право на Универзитетот во Пиреја, што ја пренесе порталот МКД Деновија, вели дека
Во врска со последните изјави на грчки политичари дека нема да дозволат влез за бившата Југословенска република Македонија, треба да се каже дека привремената спогодба ќе биде проблем за Грција. Ако бев советник на грчките власти, ќе им речев дека ако сакаат да блокираат влез со БРМ во наводници, тогаш треба сериозно да размислат да се повлечат од привремената спогодба и тоа да го направат со претходна најава, но тогаш ризикуваат втора осуда во Хаг. Да. Аристотелис ми е личен пријател и го прати во Скопје кога ја правеше својата книга за Европската унија и името на нашата земја. Има голема книга напишана, тогаш беше млад, веќе завршен студент, сега стана и професор на Пирејскиот универзитет. На Пиреја, да. Тој многу прагматично и од аспект на меѓународно право го гледа прашањето. Временната согласност треба да не постои веќе, бидејќи таа е повредена. Значи, еден член воопшто не се применува. Кога не применувате еден член од спогодбата, тоа значи дека таа веќе не важи. Значи, има еден прагматичен пристап дека Македонија треба, ако ја почитуваме и двете страни и спогодбата, да си оди напред, а понатаму, како што каже Димитров, они имаат 35 пати шанса да не блокираат, да ни го тежнуваат патот со прашања. Прагмата не оди рака под рака со политиката. Светлана, ако и како што рече амбасадорот, јас го потенцирав тоа во мојата најава, ако на планот на НАТО, значи имаме две различни ситуации според процедури и сите инструменти, ако на планот на НАТО сме добре дојдовте назад во 2008, во ЕУ тоа паралелата би била добре дојдовте назад во 2009 кога беше првата препорака. Значи, примарната цел е одмрзнување сега прво на препораката и потоа доаѓаат оние креативни решенија доколку се можни за отварање на поглавјата 23 и 24. Прво околу овој дел одмрзнување на препораката. Наметната е многу интензивна динамика и тоа дел од амбицијата на новата влада, но впечаток е дел под пресија и на Брисел. Зошто? Па, затоа што зборував и предеска за тоа, затоа што стварно на нив им треба тоа одмрзнување со Македонија. Препораката, ако оваа влада ги прави реформите кои што се бараат, кои што Брисел ги бара, меѓутоа кои што се важни за нас, бидејќи ние тука не сме задоволни од тоа како се одвиваат работите, ако тоа навистина се случи, јас не гледам како Европската унија ќе каже сега вие седете си и понатаму со препорака, решавајте го спорот со Грција и така. Јас мислам дека тие ќе најдат, дали ќе биде креативно или не знам, меѓутоа ќе најдат некој инструмент со кој што ќе можат, ако ништо друго, да се разговара за тие две поглавија. Барем да се отворат. Сега, целата посета се сведе на една порака која што била повторувана на секоја средба, беше кажана и јавно, ако вие испорачате, ние ќе возвратиме. Но проблемот сите години наназад е токму во тоа како и тие ќе возвратат, нели? Да ги тргнеме годините во кои што се доведовме во ситуација да ја до замрзнување на пораката, сепак имаше и години кога навистина се испорачуваше, меѓутоа немаше возвраќање. Може да... Да, точно, меѓутоа тоа беше на почетокот на тој процес. Ние неколку години сме замрзнати. Вие се сеќавате на процесот Хлад на комесарот Штефан Филе. И тој беше тоа е едно креативно решение, нели? Па да, јас пак гледам такво некакво креативно решение, доколку навистина Грција можеби ќе се согласи, ако ние навистина сме одлични, така да речам,
може би Грција ќе се согласи да можеме да со тие барем 23-24 да почнеме да разговараме, затоа што тие две поглавија се важни и за нас, но тие се важни и за Грција, и за Европската унија, и за регионот, бидејќи тука станува збор за владење на право. Но имаат и символика на отварање на преговори, па од тука е прашањето дали за да се избегне таа символика, не символика, туку суштинско значење на отварање на преговорите, заради можното противење на Грција ќе се оди кој некои други веројатно тие имаат техникали кои што комисијата ги има на располагање многу. Тоа е некој инструмент како што беше хладот, со тоа што овој пат нема да ни дозволат да останеме во дебела ладовина како што останавме кога дојде Филе со хлад. Буквално си го свативме преводот на хлад. Да, буквално го свативме. Сега ќе треба да се работи. Мислам дека Брисел нема да толерира повторно само вербално залагање, ќе направиме и дојдете дома и ништо не правите. Амбициозна е агендата, амбасадоре, прашањето и за двајцата доаѓа прибе. Тој ќе го подготвува акцијскиот план. На 26 Хан доаѓа да присуствува на владина седница, значи до тогаш веќе ќе треба нешто да се испорача, бидејќи нема да дојде само да се фотографира. И тука се најавите дека практично тој ќе почне да го пишува извештајот после локалните избори на 15 октомври, за да може во декември да дојде до тоа топење на мразот врз препорака. Да, секако тоа ќе биде првичен извештај за состојбите во Македонија. Меѓутоа, нели рековме дека имаат разни инструменти, а ние ги чекаме тие инструменти, бидејќи се чини дека некакви галупи даваат знак дека малку опаѓа разочараност во земјата и таа мора повторно да се врати на едно ниво визави НАТО и Европската унија. Се знае кој го прави тоа и на кој начин го деморализира народот, меѓутоа со засилувањето на работата на институциите во државниот систем, пред се, во државниот систем, бидејќи јас сум бил национален координатор во една програма, такви програми сигурно ќе има и штета што не ни дојдоа тогаш, дојде до промена на власта и така натаму. Вие се сеќавате, токму по поглавието 24 работевме со тимови од Европската унија, кога ја постигнавме квалитетот и критериумот за да ни ги укинат визите, со правењето на правната рамка за да имаме пасоши биометриски, лични карти, овие како се вика ID карти, сето тоа беше направено. Сакам да кажам, такви ќе добиеме сега, парите ги дава Европската унија, ќе дојдат тука експерти кои ќе работат со тимови од разни министерства. Дали ќе имаме капацитет тие луѓе да работат со полна сила, затоа што кога ќе се вратат назад, тие си пишуваат извештаи и велат, овие не се заинтересирани се уште или имаат слаб капацитет. Тоа се случува. Како што имавме слаб капацитет со години наназад, ја мислам од 95-та, каде што вика да, имате закони, меѓутоа вие не ги применувате. Тоа повеќе не сме да се случува. Прибес Светлана сега доаѓа и прво што ќе треба, што е најавено дека ќе прави, е да види што е направено од неговиот претходен извештај. Проверките првични покажуваат дека освен еден нацрт за реформа на УБК кој што ќе мора да се доработува, нема ништо друго, што значи ќе мора да се почне од почеток. Проблемот е што голем дел од суштинските реформи бараат двотретинско мнозинство, тоа беше нагласувано и во понеделникот, се бара инклузивност, соработка со опозицијата, но дома се уште постои стравот од таа политика на политичко и наетење, која што ни беше пракса досега, некако ни е влезена во крв. Брисел затоа што се препознае, меѓутоа тоа може да продолжи да не блокира. Јас искрено се надевам дека денешната опозиција, која што е силна опозиција, дека ќе свати, дека ќе ги свати тие пораки кои што со години наназад доаѓаат од сите страни, каде што велат треба да ги ставите интересите на државата пред интересите на партијата. И тоа е добро и за самата партија. Ако државата добро оди, тоа е добро и за партијата, колку што се разбирам во политика. Освен тоа беа најавени
и најавено учество на опозицијата во комисии со мнозинство и плюс околу овие отворени прашања со Русија ќе има луѓе кои ќе бидат колку фактот што тој акцијски план ќе го има практично подписот на Прибе ќе биде показател дека е тоа правецот по кој што мора да се оди и ќе го неутрализира евентуалниот отпор на опозицијата. Јас стварно не знам не можела да кажам како ВМРО ќе се однесува. Јас искрено се надевам, бидејќи тие се тие кои што последниве денови зборуваат дека премиерот Заев треба сега да направи се за да ја влесе Македонија во НАТО и во Европската Унија и така натаму. Тие добро знаат дека Заев и неговата влада не можат има работи без кои не се може без опозицијата, бидејќи државата е во прашање. Дали комисијата, бидејќи некако ја научи својата, би рекол, стратешка грешка, што прерано со доаѓањето на Јункер го затвори или го замрзна досието Западен Балкан, бидејќи сега не е само фокусот на Македонија, ние сме нормално фокусирани на самите себе и оно што ќе се случува во Македонија, меѓутоа најавите за самитот во Трст и низа други иницијативи кои што се навестуваат од Брисел како да покажуваат дека тие го враќаат повторно фокусот кон Западниот Балкан, бидејќи ако гледаме регионално не е ни само Македонија проблемот, проблемите по Албанија, повторно искричењата на релации Србија-Косово. Еве, амбасадоре, па вие. Знаете, го реков тоа на препознавање, ќе се види веднаш дали постои една убедлива клима дека сакаме промени и да не се вразумаме никогаш повеќе за датуми како овие изминати 25 години. До таа година Македонија ќе биде примена. Јас секогаш велев и на колегиуми и на состаноци со моите, немојте да мислите дека 2000 таа година ќе бидеме примени. Ако не направиме ние исчекор внатре, нема да бидеме примени. Тоа се датуми, ама не значи дека ќе го чекаме датумот и ќе бидеме примени. Нема тоа да биде. Ни 2020 година нема да биде, бидејќи ако не направиме една клима проевропска тука во функционирање на државата, ви звони телефон, не се дига телефонот во државна институција. Со денови не одговараат. За да извадите изводи требаат најмалку 5 дена. Не може тоа. Не може тоа. Има едно шалтерски систем, но Замислете, одам во Министерството за надворешни работи да ми се продолжи дипломатскиот пасош на кој ми следи по закон. Државниот подсекретар не бил тука и не може пасошот да... Зашто? Па вика, она мора да го одобри. Она одобрува закон. Законот го кажува тоа, нема она врска ништо со тоа. Сега да кажам, се изместени... Примери имаме на ама се изместени и тоа во Европа го знаат. Затоа велат засилувањето на институциите на системот мора да се вратат на европско ниво. Мора да се вратат. Низ работа, тие што не се успешни ќе бидат заменети со други. Не по партиски интереси. Може да биде тој и од поранешната партија, ама кој е квалитетен ќе си остане. Светлана, ако се тргнеме надвор од Македонија, се гледа ли некакво враќање на фокусот кон Западниот Балкан, кој што се чини Јункер прерано го отпише? Добро, таа изјава му беше избрзана. Мислам, тој не се повлече никогаш, меѓутоа изјавата според сите анализи беше избрзана, затоа што беше демотивирачка. Тоа според процедурите дури изјавата е во ред, меѓутоа сите политики кои што следеа потоа покажаа немање на интерес. Нормално секогаш претседателот, премиерот, главните лидери во државата се тие кои што го даваат тонот. Затоа зборуваме сега и за оваа клима која што Зоран Заев со неговите изјави создава позитивна клима со Грција и со Европска унија и така натаму. Изјавата на Јункер беше избрзана. Јас имам впечаток дека особено со Брексит, со излегувањето на Велика Британија, Европска унија мора да докаже, сака да докаже и себе си дека е способна уште да заинтересира некого, да привлече некого, да му понуди некому нешто, бидејќи Брекситот донесе многу лоша
реклама, така да кажам. Постојано е предизвици здивна со Франција, ама сега доаѓа Германија, па повторно доаѓа Холандија и така се врти. Да. Внатрешните предизвици се множат. Точно. Имате проблеми со Унгарија, со Полска, со мигрантите и така натаму. Така што требаат позитивни работи, позитивни приказки. Не само имаат они позитивни приказки, да речеме вчера славеа 30 години Еразмус, па роамингот се ослободува и така натаму, меѓутоа треба и политичка позитивна приказка. Таа е за Европската унија во моментов е на Балканот, ако и тука Македонија ја игра една голема улога, затоа што Македонија, они очекуваат дека Македонија ќе се исправи на нозе и дека ќе повлече нешто. Сега ние немаме магични кристални топки, па двата инструменти кои што можат некако да помогнат во придвижувањето на работите се договорот за добрососедство со Бугарија, чиј што текст не сме го виделе, а се очекува да биде финализиран и евентуално подпишен на 20 и 21. Но на што денеска беше најавено на средбите Коцijas Димитров беше надградување на мерките за доверба. Еве подсетување на тоа што тие нудат пред да продолжиме со дебата. Какви беа односите меѓу Македонија и Грција? Најдобро ги осликува фактот што 10 години немаше ниту една официјална средба на представници на двете држави. Мразот во 2014 година го скрши грчкиот вице-премиер Евангелос Венизелос, кој дојде во Скопје како представник на Европската унија. Во јуни наредната година, во официјална посета на Македонија, допатува грчкиот шеф на дипломатијата Никос Коцijas. Тој имаше средби со министерот за надворешни работи Поповски, државниот врв и лидерот на тогашната опозиција Зоран Заев. Тогаш беа прецизирани и усвоени мерките за градење на меѓусебна доверба. Станува збор за 11 мерки во 5 области, преку кои треба да се подобрат односите и да се интензивира соработката помеѓу Македонија и Грција. Спорот околу името не е меѓу нив. Првата област се однесува на политички и ЕУ прашања и содржи 3 мерки. Политички консултации меѓу Министерствата за надворешни работи е мерка која активно се применува веќе 2 години во Скопје и во Атина. Втората област е образованието и културата, каде исто така се предвидени 3 мерки. Третата област е трговијата и економската соработка, каде е предвидена 1 мерка. Четвртата област е поврзаноста меѓу двете држави, за што се предвидени 2 мерки, меѓу која е и подобрување на железничката врска Битола-Лерин. Петата област од договорот се однесува на правда и внатрешни работи, за што е договорена 1 мерка, која интензивно се применуваше во екот на бегалската криза. Последна точка од овој договор за градење на меѓусебна доверба е соработката во здравството. Од осамостојувањето на Македонија во 1991 година, во двете држави се сменија по 9 премиери, а нивните билатерални средби може да се избројат на прсти. Во февруари 2001 година, тогашниот премиер Љупчо Георгиевски во Скопје ќе се сретне со неговиот колега Константинос Симитис. Во април 2003 година во Атина, тогашниот премиер Бранко Црвенковски исто така ќе има средба со Симитис. Овие 2 средби се на маргините на самити. Серија тет-а-тет средби, вкупно 5, ќе имаат премиерите Никола Груевски и Јоргос Папандреу, но тие беа повеќе протоколарни и немаа никакво суштинско значење или епилог. Досега, претседателите на двете држави се уште се немаат сретнато. Во завршница сме на вечерашната топ тема со уште два интересни аспекти. Амбасадоре, слушнавме пред рекламите оној долг список на не е толку долг, меѓутоа еве над 10 на 15 билатерални средби меѓу премиерите, ниту една на председателско ниво, меѓутоа сето тоа досега се сведувало само на фотографирање. Ако зборуваме за некакво поместување, тоа се тие мерки за градење на доверба, кои што сега и двајцата министри велат ќе се надградуваат. Колку тој инструмент на вистина може да помогне, ако Коцijas рече дека во рете тие се битни, но
разговорите помагаат, ја релаксираат атмосферата, но не го решаваат проблемот, а Кумуцакос вели не е се до атмосферата. Знаете, и во почетокот на 96-та и се до 2002 додека јас бев и уште дел пратев, следев што се случува во Грција, за тие 8 години можам да ви кажам дека имавме многу така наречени меморандуми што треба да правиме. Не ги викавме мерки за доерба, тогаш имавме наши предлози, меморандуми. Ама, извинете што ме прекинувам, ако не грешам, немаме ниту еден билатерален договор. Еден само кој што не е ратификуван во Грција. Ништо не е ратификувано во Грција, нити времената согласност заврши во владата, тука заврши, затоа што кај нив има еден консензус, зборот Македонија не може да помине во било каде. А согласно времената согласност можеме да ги употребуваме во нашите обраќања кон нив. Ние кај. Добро, да не се враќаме на тие работи. Зборот ми беше дека Грција долго време во овој период од 2002 па до овие 10 години што го велиме гап, голем празен простор, цело време од разговори што ги имав со грчки соговорници и дипломати, името да се реши, тоа ќе почнеме да го работиме. Луѓе, имаме веќе согласности да работиме за далеководите, за Преспа национален парк меѓу 3 држави, прекрасен проект, да се возобнови пругата Битола. Денеска беше спомната пругата, изградба на гасовод. Да ви кажам, ја како предлог ја кажав 96-та година на грчка телевизија. А тогаш пругата беше практично се уште во функција, требаше само да се засили. Ја занемарија, ја оставија за да пропадне, сега се даваат милиони евра да се направи нов дел. Зошто? Затоа што се уште се чека вие само со името и после тоа ќе го направиме. Не е во ред. Јасно им беше дека ако се создаде таа атмосфера и се исполнат овие мерки за доверба, името нема да представува воопшто никаков проблем за никој. И денеска не представува кога разговарате со обичните грци таму и со културни луѓе. Тоа веќе е заборавена неколку пати и ти го спомна, мислам дека го спомна и Кировски, тоа го кажа Мицотакис. Рече, оваа земја после 10 години, тоа пред 25 години го кажа, ќе ја викаат Македонија сите. Значи, кога свати дека Западот му рече дека влеговте во една чудна игра, Самара се уште го играше сиртакето околу него на национална основа и направи после партија. За излезот ќе ве прашам на крај. Да. Светлана, во овој триаголник на проблеми останува уште аголот Софија. Најавите се позитивни дека ќе се затвори тоа прашање. Кој е сега интересот на Бугарија? Дали само председателствувањето? Не е само Бугарија презема председателство со Европската унија на 1 јануари. Сигурно дека на Бугарија и треба успех, на секое председателство на Европска унија треба да покаже нешто. Секој си избира некој поле позитивно каде што може да придонесе. За Бугарија ние сме како да кажам, можеби најлесното за нив да го направат. Не може да се очекува од нив дека они ќе направат некаков успех во преговорите во Брексит и така натаму. Меѓутоа можат да направат нешто, можат да потурнат во интеграцијата на Македонија. Со самото тоа што они со нас, Софија и Скопје, ќе потпишат договори и ќе падне таа закана за бугарско вето за која што слушавме во последните години. Тука веројатно имаат поддршка и од другите земји членки. Се разбира, повторно морам да кажам дека се очекува Македонија, македонската нова влада да направи реформи и да ги увери европските партнери дека навистина заслужува да оди напред. Амбасадоре, ако рече Светлана предходно дека постојат и вие многу технички и секакви инструменти во Европската комисија, дури да се почне скринингот, а да не се вика тоа така, да и се помогне на некој начин на земјата, НАТО е една поспецифична ситуација. Тука сме на едно по-чувствително тло кога е во поглед прашањето за името.
Што очекувате? Сите индици, геополитичката ситуација укажуваат на потребата од брз прием, но како до него? Мислам дека се разбра една ситуација дека Македонија за малку ќе навлезеше, особено таа ноќ на 27 беше многу критична, да не дојде до директен судир. Ако дојдеше до директен судир, ние ќе бевме можда Сараево, можеби Босна, бидејќи кога ќе паднат првите жртви, после веќе се слуша само пукотници. Значи, кога сватија дека е ровита ситуацијата и добро што стана така како што стана, беше страшно, меѓутоа помина. Сега мора да стават на картата безбедност. А безбедноста е навистина враќање на Македонија на патот и кон, така го рекоа, враќање, значи ние не сме биле на патот веќе за Европската унија. Враќање на патот и отворањето на вратата за влез во НАТО, кој ќе обезбеди дополнителни безбедносни компоненти. Тука имаме НАТО земја Албанија, тука имаме Грција и тука имаме Бугарија. Сосема краток коментар, да не го заборавам, а го навестивме дека ќе го побарам околу ова изјава на Коцијас дека како да го занемарува безбедносниот аспект кој што досега го потенцираше со прашањето за името и вели дека тоа е проблем кој што од географски поранешната влада го направи идентитетски. Дали ова тргање на оној безбедносен контекст во името што Грција досега го нагласуваше, треба нешто да значи? Не, мислам, да, треба да значи. По мене тие секогаш ќе поставуваат уште по неколку прашања на кои ќе можеме да се отстрануваме за да си го исполнат својот дел од нивната стратегија. Мораме да знаеме, да дознаеме таа стратегија, мора да дознаеме каква е и ја препознаваме. Веќе низ овие сите денес изјави се препознава една стратегија дека тие имаат веќе одредено напишано дека нема многу излети во грчката политика, стојат националните прашања како национални прашања за кои не се дискутира, ги спомнат црвените линии. Имаме сега настап дури и за Њујорк, што значи дека тие имаат веќе зацратан план што со Македонија. Ова со Бугарија ќе видиме како ќе заврши, бидејќи Бугарија сте скептик кон Бугарија, зошто? Јас сум скептик затоа што Бугарија си беше со долг период поврзана со Грција, бидејќи ги обединува нешто околу Македонија, околу идентитетот, околу ги обединуваше до сега. Дали ќе биде така, ја не знам. Инаку сосема кусо за мене анахроно сега да се прави после 25 години, да решам уставно кажано пријателски односи имаше соработка, се потпишува договор дека ќе бидеме пријатели. Повеќе ми лежат мерки за доверба веднаш да почнеме да работиме по проекти, отколку вербално да кажеме дека ќе бидеме пријатели. Тоа е исто како да стапите во брак. Светлана, сосема за крај и сосема кратко, што ќе треба се за одмрзнување на препораката во декември? Па треба да го примиме приве, да го слушаме тоа што ќе ни каже и треба да го примениме тоа што ќе ни го напишат. Мислам, ќе го напишат, што ќе ни го советуваат. Веројатно тоа ќе биде извештајот кој што веќе го имаме за итните реформски приоритети. Тука треба да се додаде некаков редослед, предпоставувам. Нешто што е наитно за да може да се врати препораката и локалните избори. Тоа е тоа. Останува да се види како ќе одиме напред. Најлошиот коментар во анализите. Останува да се види. Меѓутоа, таква е ситуацијата за жал. Ви благодарам што вечерва бевте мои гости, а во продолжение дел од пораките кои шефот на македонската дипломатија Никола Димитров синоќа ги упати до грчката јавност во интервју за грчката приватна телевизија Sky. Нашата ротејшото 2008 Да ве прашам, во 2008 година владата на Караманлис постави вето на вашето барање да станете член на НАТО. И тоа беше вето од сите членки на НАТО. И од тогаш сметам дека индепендентизмот се влоши од страна на Скопје. Ги имате прочуените статуи низ целата ваша земја. Видов дека самиот премиер на вашата земја го критикуваше сето тоа. Ке направите ли нешто за ова прашање?
Бев таму на самитот во Букурест 2008 година. Мислам дека тие 2 дена беа едни од најтешките во мојот живот, бидејќи бев национален координатор, одговорен за реформите во надлежните министерства, а исто така и одговорен за преговорите за решавање на проблемот со името со грчките пријатели. Беше значи еден голем неуспех за нас. А што се однесува до тоа дали ветото беше од страна на Грција или од страна на сите членки, знаеме дека нема потреба од консензус за да не добие покана една земја. Потребна е едногласност за да биде поканета една земја. Меѓународниот суд во Хаг јасно кажа во пресудата дека Грција не смеела да блокира. Грција можеби одбра да не блокира, но секогаш гледам кон иднината. Овој вид блокади не мора да значат и создавање на непријателства и непријатни состојби. Пред да продолжиме, знам дека се работи за еден многу важен момент за вас, но сакам да дискутираме малку за прашањето на статуите и за промената на името. Јас не сум љубител на овие состојби и не се плашам да го кажам тоа јавно пред грчката јавност или пред македонската јавност, а и пред европската јавност. Сметам дека не се работи за мудра политика на создавање и работење на билатерални врски врз основа на прашања кои се случиле одамна. Историјата е за историчарите и верувам дека треба да создадеме една подобра сегашност и една подобра иднина. Во едно мој интервју неодамна спомнав дека ако двете држави ги прават работите како што треба, тогаш историјата ќе ни се насмевне, а исто така ќе ни се насмевне и иднината. Сега дали ќе превземеме нешто околу тоа? Расположението на новата влада е да не придава големо внимание на сето тоа. Вашиот премиер кажа во Брисел дека сето тоа беа провокации за Грција и беше запрашан дали ќе ги симне овие статуи и така натаму. Рече дека тоа би чинело многу, но сигурно би можеле да најдете пари преку некоја организација. Знаете, и тој е политичар како јас. Тој е председател на новата влада и треба да работиме како лидери, но и да го испитуваме и јавното мислење околу такви прашања. Но секако нема да видите да се поставуваат нови статуи или нови преименувања и така натаму. Имав една многу мала канцеларија во владината зграда во Скопје како што беше изградена, надградувана меѓународно, беше една осветлена, отворена зграда, транспарентна зграда. Многу логично за една влада која сака да биде транспарентна. Но сега имаме нешто што не е навистина оригинално и не ме прави посебно горд. Значи ќе видиме, ово е само нашиот 12-ти ден. Значи пораката е дека нема да одиме во таа насока, која ја сметаме за погрешна. Ќе се промениме. Но нема да се ослободите од статуите. Ќе видиме. Сакате да станете членка на НАТО. Последната одлука беше дека само ако се реши прашањето околу името, ќе се смени состојбата. Докаде сте расположени да отидете со прашањето за името? Би прифатиле компромисно име? Мислам дека не би било мудро од мојата страна да ги отворам моите позиции пред првата средба со министерот Козијас. Нешто такво би можело дури и да ги оштети моите цели. Мојата цел е да имаме еден многу добар процес, да воспоставиме взаемна доверба и почитување. Би сакал исто така да ги охрабрам грчките граѓани, нашите соседи, да размислат каква соседна земја би сакале да имаат. Мислам дека ако влезе Република Македонија во НАТО, не грчката Македонија, туку Република Македонија, тоа ќе значи позитивно влијание околу јавното мислење и политичката клима во мојата држава. Ова мислам дека би можело да биде еден чекор за да можеме да се соочиме со главното прашање. Околу тоа мислам дека треба да преземеме мали чекори, каде што и двете земји нема да направат отстапки кои нема да можат да ги вратат назад. И исто така ќе постои уште подршка. Мислам дека не е можно да се направат сите работи само со еден чекор, врз основа на моето искуство околу ова прашање. Дозволете ми да сватам. Вашата почетна позиција е дека сакате да влезете во НАТО со привремено име ФИРОМ. Со привременото име, поранешна Југословенска република Македонија. Знаете дека тоа го отфрли поранешниот премиер Караманлис и тоа е една одлука која ја прифатија сите политички партии. Не очекувате да има промени? Да се вратам на регионот. Имам едно ново лице во мојата земја.
земја, имаме демократија после скоро 3 години борба. Имаме вистински, оригинални избори. Успеавме да ги мобилизираме сите етнички линии, што не се гледа често на Балканот. За европските вредности на владењето на правото, сите го имаме чувството на припадност. Сите сме на исто кајче и сакаме да престане корупцијата. Сакаме да престанат сите тие работи кои ги лоциравме како погрешни. Имаме една надежна земја. Успеавме да го победиме стравот од федерализација, политика дека светот не е фер, дека сите се против нас, вклучително и Грција. Надежта го победи сето тоа. Беше тешко, но победи надежта и мислам дека ќе се развива и понатаму. Исто така луѓето во политиката очекуваат од нас да ги реализираме нашите ветувања. Кога мислите дека ќе се реши прашањето со името? Имате некој рок, 6 месеци, година? Роковите се тешки работи. Имам некои идеи за начините, разните пристапи и така натаму, кои секако нема денес да ги споделам со вас. Ќе видиме. Една од нив беше спомната од премиерот јавно заедно со генералниот секретар на НАТО Столтенберг. Рече да ја добиеме поканата под привременото име, да поработиме заедно интензивно и ќе видиме што ќе биде. Има многу големи прилики Грција да не блокира до ратификацијата и да каже стоп. Има 35 поглавја и можете да кажете стоп на почеток, стоп и на затворањето. Имаше разни позиции околу спорот за името во минатото, од Сайрус Венс и други. Дали имате некое конкретно сега? Не можам да зборувам за конкретни имиња. Не бев типичен главен преговарач, имав и јавни изјави што не беа на иста линија со владата, дури и во 2008 година. Но мислам дека не може да шпекулирам сега, бидејќи тоа би и наштетило на нашата цел. Верувате дека од ваша страна може да направите нешто добро, некој добар гест кој ќе не одведе до создавање на доверба? Да, верувам, ќе работам околу тоа. И тоа беше последната содржина за вечерва. Топ тема на ваша страна идната среда во живо на релација Скопје-Софија. Утре со вас е Оливера Трајковска. Останете со програмите на Телма.